Добар ден и од мене. Најпрви благодарност до Александар, до општина Илинден, што не покани на еден ваков убав настан, мене и потпредседателот Мисајловски. Благодарност до советниците, до администрацијата во општина Илинден, што даваат надчовечки напори и покрај сите обструкции кои што ги имаат од централната влада да реализираат проект повеќе, со што би го подобриле квалитетот на живот на граѓаните овдека во општина Илинден. Можам да кажам дека овој објект кој што градоначалникот Александар го презентираше, ќе представува објект во кој што ќе бидат згрижени нашите најмили, дечињата, каде што ќе можат да другаруваат и да ги стекнат оние првични основни знаења кои што понатаму нормално ќе им бидат и како важни во нивниот живот и во нивниот развој како возрастни луѓе. Навистина, овде како општина која што исклучително квалитетно се развива, е потребно место повеќе во градинките, а со ова проширување на овој објект овдека ќе се добие токму такво место каде што ќе можат повеќе десетици дечиња да бидат згрижени и на тој начин да бидат и родителите релаксирани, а тие, како што кажав, ќе ги добијат оние првични знаења и вештини кои што понатаму ќе им бидат потребни во животот. Однапред ви кажувам, бидејќи брзо ќе биде реализиран овој објект до нова година, не очекувам дека ова министерство и ова министерка дека ќе обезбеди согласности за вработување на негувателки и воспитувачки. Однапред ви кажувам каков ќе биде реваншизмот политички, но исто така можам да ве уверам дека општината од сопствени средства ќе ангажира, ако е тоа потребно, и негувателки и воспитувачки, но добрата вест е што набрзо денеска ќе имаме нова влада предводена од ВМРО ДПМН, па ќе можеме да релаксираме општината, тие пари да ги пренасочи кон реализација на други проекти, а негувателките и воспитувачките да бидат нормално дел од Министерството за труд и социјална политика, кој што ќе биде дел од идната влада на ВМРО ДПМН и да биде министерство онакво какво што е потребно за сите општини, за сите граѓани, а не само оние кои што се дел од власта, а за оние кои што власта за среќа на граѓаните, а за нивна жал нема своји градоначалници, ќе бидат континуирано репресирани, угнетувани и таму нема да се даваат согласности за вработување. Јас би сакал да ме демонтира министерката, но убеден сум дека тоа нема да се случи. Така што уште еднашка честитки, уште многу вакви проекти, дел од проектите ги кажа градоначалникот, посветено, храбро, честно работење е можно и покрај обструкциите, само така да се продолжи и тогаш граѓаните ќе направат разлика дека не се сите исти, дека има луѓе кои што работат честно и посветено, храбро, но има и такви какво што е нашата влада, коалицијата ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно, кои што на дневна основа само прават. Ви благодарам, ако имате прашања, ви стојам на располагање да дадам одговор. Законот за амнистија оди во собрание, изменет и според власта усогласен, останувате ли на ставот дека ќе го блокирате со амандмани? Па видете, владата на СДСМ ДУИ, односно ДУИ СДСМ, повторно ќе кажам како ви е полесно, се подготвува за сериозна опозиција. Да, ние ќе го блокираме, тука не треба да имате никаква дилема. Ова не е закон со европско знаменце, како што беа измените во кривичниот законник, и ние ќе го блокираме во рамките на собраниската процедура. Зошто? Овој закон има двојна намена. Првата е да ослободат криминалци кои одлежуваат затворска казна, бидејќи така им ветиле. Тука не мислам само на СДСМ и ДУИ, туку и на помалиот коалиционен партнер, тоа мислам на Алијансата за албанците, ако воопшто постои, ако не е претопена во Демократската унија за интеграција, или барем оној дел, кој што се уште се идентификува како Алијанса за албанците. Значи, тоа се превземени обврски кон криминалците кои што се на ослужување на затворска казна. Дел од нив да добијат намалување, делумна амнестија, дел од нив да добијат целосна амнестија и потоа тие исти криминалци да се најдат на улиците и да прават проблеми на идната влада на ВМРО ДПМН, мислејќи дека на тој начин ќе добијат нешто. Можам да ги разочарам дека идната влада на ВМРО ДПМН има јасна намера да се пресмета со криминалот од било каков облик. Дали се тоа вакви криминалци кои што се занимаваат со изнуда, ограбувања, рекетирања, насилство и така натаму, или пак политичките криминалци кои што денеска се дел од владата. Како го коментирате
коментирате тоа што Груевски се појави во емисија во која гостинка беше Данела Арсовска со оглед на тоа што се шпекулира дека таа ќе прави чосевна партија, дали можеби ќе одлее дел од членството на ВМРО ДПМН, исто така тој негираше се што вие кажавте изминатиот период, особено за ОСБ-то, велејќи дека секој може да се изработи што сака. Се што имав да кажам на таа тема кажав, јасно и гласно, немам што повеќе да додадам поврзано со тоа прашање. На сите им посакувам здравје и среќа и успех во работата тоа што го работат. Благодарам. Вчера владата објави нови цени на пари кои се замрзнати, нови замрзнати цени. Ваш коментар околу? Видете, владата води комплетно погрешна економска политика. Не е проблем одлуката да на насилен болшевички пат интервенираат на пазар. Поред, тоа е во немоќ. Проблемот е што ние немаме раст на продуктивноста, со што ќе имаме континуиран раст на бруто домашниот производ, сериозен, озбилен раст. Во првите половина година тоа е незначителен 1,6%. И ако се спореди со инфлацијата, ќе видите дека во минус сме повеќе од 10% во првата половина од годината. Нивната економска политика е погрешна. Немаме раст на бруто домашниот производ, немаме раст на продуктивноста, имаме какво такво некакво вештачко зголемување на примањата, недоволно, се разбира, за да ги амортизира овие ценовни шокови кои што се на пазарот и инфлацијата. И сега што прават болшевички? Одлучуваат да интервенираат на пазарот, односно да, колку што можев да бидам информиран од страна на овие официјални гласила е дека практично одлуката е за намалување на сите цени линеарно 10%. Може би треба и 20, може би и 30, може би и 50%. Може би треба да ја анексираат целата економија. Но тоа не го решава проблемот. Јас ги разбирам дека тие се навикнати на едноумие, на болшевизам и така натаму, но тоа нема никаква врска со пазарната економија. Уништувајќи еден сегмент, на сметка да добијат можеби краткорочно на ден-два политички поени. При тоа изгубија премногу. Зошто? Повторно ќе кажам, нема зголемен БДП, нема зголемена продуктивност, нема зголемена економска активност и сега што прават? Прават насилен упад на пазарот. Еве јас ви кажувам дека нити ова, нити пак било која идна мерка од оваа влада, полна со незнајковци, ќе биде добре дојден и ќе донесе било каков ефект. Потребен е комплетно нов ресет, нова влада со здрава економска политика, со визија која што знае како да ја развива Македонија, за да имаме резултати. Со овие луѓе, медиокритети и незнајковци, ова ќе е политиката. Тоа е суштината. Немам што друго да додам. Господин Мицкоски, обзанивте нова афера поврзана со македонското здравство, афера Бановски. Не ли мислите дека после сите оние скандали и афери некако се од јавноста барем очекуваше некои лоши навики да прекинат? Да, во услови кога не се залечени раните од оној траор кој што секој во нас го чувствува и тремор и гнев поврзан со она што се случувало на клиниката за онкологија, стигнува нова афера каде што Керка дава тендер на татко. И тоа ни помалку ни повеќе од 3 милиони евра. Оваа спрега ни е позната и таа спрега функционира повеќе децении во македонското здравство и еве гледате во кое дередже е дојдено македонското здравство. Но повторно ќе кажам, од оваа влада не очекувам ништо. Следната влада на ВМРО ДПМН има сериозна намера да се занимава со криминалот од било која форма. Дали е ваков семеен, дали е оној кој што планираат да го амнестираат преку оној нов закон за амнестија или пак политички криминал кој што го генерираат овие во владата. Министерката за култура ве повика да го гласате законот за македонски јазик, дали ќе дадете поддршка? Министерката за култура. И постои таква. Да бидеме сериозни. Ако некој го промовирал македонскиот јазик и ако некој се бори за македонскиот јазик, тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. За ова господја, мојот совет е да биде посериозна, навистина да се занимава со културата, која што е многу значаен сегмент во македонскиот идентитет, а не истата таа култура да ја претвара во некултура со незиното однесување, изминативе година и колку што е таму министер.
и ценам дека дури и овие неколку минути одговор не ги заслужува. Господин Исус, сепак спомнавте дека кидал дека нема дури по европско знаме за амнестија. Сепак Ковачевски вчера кажа дека се знам за 2 дена. Не се сигурни дека нема повторно да избегнат можност за евентуална блокада во странијата со тоа европско знаме. Колку што јас имам информација е дека нема да оди со европско знаме, но доколку дојде со европско знаме, повторно ќе ви кажам, ниту еден пратеник, ниту ВМРО, ДПМН, ниту било кој, ако тие одлучат на насилен пат да го злоупотребат европското знаме, да го спречи, бидејќи дебатата трае не повеќе од 3 работни дена. И тука ја повикувам повторно Европската комисија да интервенира, ако мисли дека треба да интервенира, затоа што навистина не гледам ништо европско во тоа да бидат амнестирани криминалци за сторени кривични дела од типот на насилство, од типот на изнуда, од типот на ограбување и така натаму и така натаму.